Јавноста беше сведок на вознемирувачка сцена за време на директен пренос во живо на јутјуберот Ритко, кога во неговиот дом упадна лице и физички го нападна пред очите на гледачите. Како што можеше да се забележи на снимката, инцидентот се случи ненадејно, додека Ритко комуницираше со својата публика. Лицето влезе во просторијата и според тврдењата што се слушаат во видеото, дошло поради наводен финансиски долг од околу 5000 евра. Го обвини Ритко дека му должи пари, пошто ситуацијата брзо ескалираше. Во еден момент напаѓачот го удира Ритко со неонка во пределот на главата, при што јутјуберот се здоби со сериозна повреда и обилно крварење. Сцените беа исклучително вознемирувачки, а дел од гледачите во живо реагираа со шок и паника, повикувајќи го да го прекине стримот и да побара медицинска помош. По силниот удар, Ритко исчезна од кадарот на одредено време, што дополнително ја зголеми загриженоста кај неговите следбеници. Неколку минути подоцна тој повторно се појави пред камерата, видно повреден и облиен во крв, но изненадувачки одлучи да го продолжи лајв стримот. Засега не е познато дали инцидентот е пријавен во полиција, ниту дали напаѓачот е идентификуван или приведен. Македонската музичка сцена има нова причина за гордост. Талентираната Тина Русева ја освои победата на престижното европско музичко натпреварување The Voice of Europe, оставајќи силен впечаток со својот исклучителен вокал, емоционални интерпретации и сценска зрелост. Во големото финале, Русева успеа да се истакне меѓу бројни учесници од различни европски земји и да ја освои наклонетоста и на публиката и на жирито, собирајќи најголем број гласови. Незиниот настап беше оценет како искрен, моќен и технички безпрекорен, што на крајот ја донесе и титулата победник. Тина Русева е по потекло од Струмица, а во изминатите години живее и работи во Германија, каде што веќе го привлече вниманието на пошироката јавност со своите настапи на музички телевизиски формати. Незината победа на The Voice of Europe представува чекор напред во незината кариера и потврда за незиниот квалитет и посветеност. Овој успех не е само личен триумф за младата пејачка, туку и значаен момент за Македонија, која повторно се најде на европската музичка мапа благодарение на еден автентичен и силен талент. Херојски чин ја одбележа годинашната централна прослава на Богојавление Водици во Скопје, кога волонтерот и спасувач на Црвениот крст Даниел Раевски без двоумење влезе во надојдените и опасни води на реката Вардар и успеа да спаси човечки живот. Неговата храброст и присебност во критичен момент не останаа незабележени. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски јавно му одаде признание, истакнувајќи дека станува збор за исклучителна личност со силен карактер, дисциплина и чувство за одговорност. Во својата објава Костовски посочи дека Раевски потекнува од Бутел и дека токму спортскиот дух што го градел низ годините во таеквондо клуб Бутел и џудо клуб Радишани придонел за неговата физичка подготвеност, но и за менталната сила да реагира во вакви екстремни ситуации. Има нешто во тоа што е од Бутел. Има и во тоа што порасна во таеквондо клуб Бутел. Има нешто и што сега вежба во џудо клуб Радишани, а највеќе има во тоа што е храбро, честно и добро момче. За Водици спаси човечки живот. Браво јунак, браво Даниел, порача градоначалникот. Чинот на Даниел Раевски уште еднаш потсети дека вистинските херои не носат наметки, туку храброст, човечност и подготвеност да помогнат кога тоа е најпотребно. Пејачката Елена Велевска доживеа сообраќајна незгода во Прилеп, пренесува порталот Чило магазин. Според информациите објавени од медиумот, Велевска била сопатник во возилото од марка Мерцедес, кое учествувало во несреќата. Како можна причина за сообраќајката се наведува смрзнат коловоз. За среќа, во инцидентот нема повредени лица, а причината е само материјална штета. Тимот на Хајп Македонија ја контактираше Елена Велевска, која кратко и јасно изјави: "Се е во ред", и не сакаше дополнително да ја образложува или дискутира темата. Според бројни извештаи, 2-годишно дете било осудено на доживотен затвор во политички логор во Северна Кореја, откако неговите родители биле откриени дека поседуваат Библија. Инцидентот се случил уште во 2009 година, но повторно го привлече вниманието на светската јавност,
откако беше вклучен во извештајот за меѓународна верска слобода за 2022 година, објавен од Стейт Департментот на САД. Во извештајот се наведува дека режимот во Северна Кореја применува колективно казнување, при што целите семејства, вклучително и малолетни деца, се испраќаат во политички затворски кампови поради антидржавни активности, меѓу кои се смета и практикувањето на религија. Северна Кореја е редовно рангирана меѓу земјите со најсериозни прекршувања на човековите права, а религиските слободи практично не постојат. Властите во Пјонкјанг строго ги казнуваат сите облици на верско изразување надвор од државно одобрените рамки. На прв поглед, Папа Оте звучи како уште една заразна поп песна што лесно влегува во уво. Но зад ритамот што го знае целиот свет се крие една длабоко лична и болна приказна, поврзана со едно од најмрачните секојдневието на другите семејства во соседството, гледајќи ги нивните родители како живи, присутни и топли. Контрастот е болен, а пораката јасна. Отсуство на татко остава трага што не исчезнува. Насловот Папа Оте е игра на зборови од француската фраза Папа Оте, што во превод значи тато каде си, прашање што Стромаe си го поставува цел живот. Роден како Пол Ван Хавер, тој е син на белгиска мајка и татко од Руанда. Неговиот татко загинал за време на геноцидот во 1994 година, кога Стромаe имал само 9 години. Никогаш немал можност вистински да го запознае, а растел исклучиво со мајка му, факт кој силно влијаел врз неговиот идентитет и творештво. Геноцидот во Руанда, кој траел околу 100 дена, беше резултат на децениски и етнички тензии меѓу мнозинските хуту и малцинските туци. Во тој период систематски били убиени меѓу 800.000 и 1 милион луѓе. Таткото на Стромаe бил припадник на туциската заедница и еден од жртвите на тоа масовно злосторство. Со текот на времето, Папа Оте доби и подлабока димензија. Песната не е само потрага по исчезнатиот татко, туку и размислување за тоа што значи да се биде родител. Стромаe, кој и самиот стана татко, преку музиката си поставува прашање за одговорноста, присуството и љубовта. Што е добар татко и дали постои совршен модел? Тој отворено признава дека песната била и начин да се ослободи од потиснатиот гнев и болка. Со годините сватил дека мора да продолжи напред, да го прифати минатото и да се фокусира на тоа да биде најдобра верзија од себе за своето дете. Иако песната беше прифатена со огромен ентузијазам низ целиот свет, за Стромаe најважната реакција дојде од неговата мајка. Таа била првата што ја слушнала Папа Оте и како што самиот вели, првиот и најискрен фан на песната. Така, зад глобалниот хит се крие интимна исповед каде поп-културата и историската трагедија се спојуваат во една емотивна приказна што продолжува да допира до милиони луѓе ширум светот.